Рецепти за убава паста има колку и денови во годината. Јас мислам дека ако решиме да јадеме секој ден паста, не знам колку е тоа паметно за нашата тежина, можеме да измислиме најразлични рецепти и секој ден да правиме нека различна. Денешната епизода ќе ја посветам на пастата. Нашите пријатели од Даутини ни донесаа дивела паста и ќе направам два рецепти. Основата ќе бидат макарони и таљатели, а сосовите ќе ги подготвам со различни видови на сирења и кашкавали. Првиот рецепт ќе биде подпечени макарони. За да го подготвите овој рецепт, во едно тенџере со вода, убаво засолете. Секогаш пастата се прави во засолена вода. Кога водата ќе зоврие, мојата веќе врие, ставете, јас ќе ставам цело пакетче дивела макарони. Оставете ги да зовријат и врите ги онолку колку што ќе ви каже упатството. Моите треба да се вријат 8 до 9 минути на силна температура. Во меѓувреме ќе ги префрлам на другата рингла. И ќе ви ја подготвам основата за сос. Овие макарони ќе бидат подпечени, ќе ги направам по рецептот на америчкото традиционално mac and cheese, односно макарони со бешамел сос, различни кашкавали внатре и подпечени во редна. Ќе направиме бешамел сос, сум ви покажала неколку пати како се прави, ќе ви покажам, никогаш не е нели на одмет уште еднаш да покажеме. Повторувањето е мајка на знаењето. На загријана тава ќе ставиме околу 50 до 70 грама путер. Нашиот е мегле. И кога путерот ќе се растопи, ќе ставиме 2 лажици брашно. А во меѓувреме само да не заборавам да стоплам млеко, бидејќи, како што ви кажав еднаш, путерот бешамел сосот се прави од топло млеко, доколку ставите ладно, може да ви се случи да се создадат грудки внатре. Имаме мегле со полна маснотија, 3,2. Полно масно млеко користите за бешамелите, доколку користите ослабнато млеко, не сум сигурна дека ќе добиете потребната густина, бидејќи бешамелот во основа е маснотија. Додаваме 2 лажици брашно. Малку само пропржете го. И додавајте малку млеко. Малку по малку, топло млеко.
Подгответе убав бешамел, густ бешамел, бидејќи тој ќе биде основа која ќе ги облие макароните, убаво ќе се залепи, бидејќи има брашно внатре, ќе се згусне дополнително варирна и со кашкавалот кој ќе го ставиме. Секогаш добро засолете го, затоа што блуткав бешамел е навистина многу не е воопшто вкусен и не ви треба во ниедна храна. Убаво засолете и ставете бел бибер, за да не ви се промени бојата. И додадете бел бибер на витаминка. Додавам бел, бидејќи сакам да ми остане таа бела боја на бешамелот. Одложете го на страна додека се сварат макароните и го подготвиме последниот дел од рецептот. Макароните се готови. Префрлете ги директно во садот во кој ќе ги печете. Го додаваме бешамелот од озгора. Убаво промешајте ги да се натопат во убавиот сос. И калории. Морам да ви кажам дека овој рецепт е многу калоричен. Че внимавајте кога го конзумирате. Син ми Марио е опсаднат со овој рецепт. И секогаш кога го прашам што сакаш нешто за вечера, секогаш е мекен чиз. А тоа е овој рецепт. Подпечени макарони. Сличи се на оние нашите кои ги правиме сварени макарони, подпечени со сирење малку во рирна павлака. Овие имаат два типа на кашкавал плюс. Од озгора ставам рендан мешан кашкавал, убаво и дарежливо. Уште некоја калорија. И рендан чедар. Чедарот има тенденција кога ќе влезе во рерна да се растопи, да направи баш растопен изглед, да се текне кога ќе пробате. Ќе ставам бибер. Оди во рерна околу 10 до 15 минути на температура од 200 степени. Вториот рецепт кој денеска решив да ви го покажам, повторно има база различни видови на сирења. Ќе направам таљатели
односно јувки, класични македонски, кои ќе бидат облеани во сос од различни видови сирење. Кога одиме во рестораните, порачуваме различни видови на сирење, оние 4 вида на сирења, кои во основа имаат некое неутрално сирење. Јас денеска ќе искористам крем сир, обичен, само млеко и сол, ништо нема внатре за да биде ароматизирано. Искористам плаво сирење, бидејќи го сакам тој вкус на мувлосано, и малку рендан пармезан. Сосот ќе го подготвам од водата во која ќе ги варам таљателите. Ставив да се свари малку, да се зоврие вода. Нашите пријатели од Даути ни доставија таљатели на дивела. Ќе ги засолиме и ќе ги ставиме да се сварат 6 до 7 минути. Во меѓувреме ќе го подготвиме сосот. Имам тука 2,5-3 лажици крем сирење. Ќе ставам малку брилијант масло. За да можам да го разматам сирењето. Потоа не се грижете ако биде густо, потоа со водата во која ќе се варат таљателите ќе го разредиме и ќе направиме убав свиленкаст сос. Имам тука баш убав нарендан пармезан, околу 70 до 100 грама. И имам една коцка плаво сирење, ќе ставам парченца, тие во допир со топлите таљатели ќе се растопи и ќе го ароматизира целиот сос. Сакам да има големи парчиња, за да бидат само малку подрастопени, ама баш да го имате тој убав вкус на плавото сирење како цел залак. Убаво ќе промешам. Ќе ги почекаме таљателите да се сварат и потоа ќе ги соединиме сосот заедно со тестенините. Таљателите не се при крај. Јас ќе земам само малку од мојата смеса сирење, пред да ги додадам таљателите внатре. Ќе ставам малку од водата каде што се вареа, за да направам убав и крема сос. Само малку. Еве како изгледа. Ќе ги префрлам таљателите во чинија. И ќе додадам од мојот сос од 3 вида сирење. Убаво ќе промешам. Доколку ви фали сос, додадете вода. Мислам дека ми фали малку вода, за да биде тоа покремасто. Еве малку само ќе додадам. И само уште еднаш ќе промешам. Мирисаат совршено. Плавото сирење, пармезанот, цела оваа кремаста бавина и ќе ги послужам.
сосот апсолутно е совршен. Црн бибер само за убавина. И толку. Само да ги провериме нашите макарони кои се печат. Готови се. Видете. Дајте си малку пауза од, можеби, диетални храни. Оваа храна ќе ви ја стопли душата. Ќе ви даде утоха кога ви е потребна. Тоа е се за денеска. Ви подготвив два типа на пасти, едни таљатели и подпечени макарони во рирна. Сигурна сум дека има уште милион начини како да се подготват тестенините, а низ емисиите ќе ви прикажеме исто толку. Се гледаме во следната епизода на Готвиме со Маја, а вие пишувајте ни на нашите профили на социјалните медиуми, давајте ни идеи, споделете слики од рецептите кои ги правите, а ние ги прикажуваме во нашите емисии, а ние се гледаме веќе утре со нови рецепти. Стари рецепти, нови вкусови, мириси, зачини, трикови и тајни. Во вашето омилено кулинарско шоу секој работен ден во 19:20 часот на ТВ24. Да готвиме со љубов во Готвиме со Маја. Во наредната емисија ќе гледате. Нема да изгледа професионално, уште сега ви кажувам, ниту ќе изгледа како од познатите ресторани, бидејќи ви кажав, навистина треба многу вештини за да се научи. Меѓутоа, за да направите домашно, апсолутно ви се потребни само неколку состојки, малку трпение и да следите рецепт. Ѓумбирот само ќе го ставам да ми го ароматизира оцетот и шеќерот, а потоа ќе го извадам, нема да го користам во сушита. Оригиналните рецепти користат жива риба, меѓутоа, навистина, доколку вие имате некој, не знам, можеби извор каде што знаете од каде доаѓа рибата, слободно употребете жива риба, таа е многу здрава, лосос можеби, туна, некоја морска риба која може да се конзумира, можете да употребите и пушена, дури можете да употребите и риба од конзерва, а може да направите и вегетаријански верзии, односно верзии кои не содржат риба, бидејќи мирисот на риба ќе го добиете од нориалгата. Имам еден екстракт од ванила. Мириса ванилата е, не ја сакам во парфеми, не ја сакам во, не знам, прашаци за пирење, ама во храна има божествен мирис и вкус.